Кој го контролира? Првиот човек на Министерството за транспорт и врски Горан Сугаревски, директорот на државното јавно предпријатие за патишта Зоран Китанов, заедно со градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски, денес направија увид на градежните работи кај сврлечиштето Цуцка. Министерот Сугаревски потенцираше дека безбедното движење на граѓаните, како и непреченото одвивање на сообраќајот е исклучително важно. Она што впрочем постојано со директорот Китанов го говориме секаде, бидејќи на дневна основа секаде одиме по терен, е да се направат патишта, меѓутоа и секаде да се реагира онаму каде што има евентуален проблем, како што е овде случајот, конкретно во Велес, каде што се работи на сериозно ново слечиште, кое што чини некаде околу 1.000.000 евра, и секаде низ државата, бидејќи се работи на голем дел на мостови, на слечишта, на се она што е битно за патиштата, за безбедноста на граѓаните. Така да ние уште посилно во делот на тие капитални проекти продолжиме во наредниот период, не само во овој регион, туку во сите 8 региони низ државата. Исклучително за нас е битно да го зголемиме, да ја зголемиме реализацијата на капитални инвестиции. Јас можам да кажам дека сум исклучително задоволен. До денешен ден Министерството за транспорт и врски има реализација од 15%, значи од почетокот на оваа година, ланската година беше 86%. Очекувам дека исто како ланската година ова министерство исклучително ќе биде успешно, исто како што јавното претпријатие за државни патишта, кое што исто така имаше 86% на реализација. Министерот додаде дека немаат никаков проблем да ги реализираат овие проекти. За општина Велес и градоначалникот Коцевски Сугаревски упати јавна пофалба. Максимално ги користи сите средства кои што ги дава државата, ги користи со проекти. Ова е еден случај. Имаме случај во моментот, значи е распишан тендер од страна на Министерството за транспорт и врски за водоснабдување во делот на Раштани и Бузалково. Исто така има проект за 29 социјални станови кои што се работи исто така, кој што проект треба за брз временски период да заврши и на тој начин се разбира да отпочне изградбата на тие 29 социјални станови. Дополнително сакам да кажам дека општината има добиено 1.000.000 евра средства за локални патишта и улици, кои што исто така очекуваме во наредниот период да почнат да се користат, бидејќи од страна на општината се доставени проекти до Министерството за транспорт и врски. Во моментов, преку Министерството за транспорт и врски општината Велес се работи на 12 водоводи и канализациони линии, кои што треба во извесен временски период и тие комплетно да бидат завршени, така да апсолутно сум задоволен од она што со која динамика одат сите активности. Директорот на ЈПДП Зоран Китановски откри дека во 2018 година биле првите одрони на ова сврлечиште, при што објасни на кој начин се поправил овој проблем од почетокот па до ден денес. Тогаш направивме едно моментално интервентно санација, но знаевме дека таа не е трајна, и за трајно да се реши проблемот, бидејќи ова е стар проблем на град Велес и Новој Пат. На 2019 беше изработен проект на градежен факултет, се тендерираше и се отпочна со она правилна, вистинска санација и рехабилитација на ова слечиште. Најпрво беше направен потпорниот зид со нова греда, со широк обем и голема должина, за да се сопре целиот одлив спрема железниците, бидејќи многу често беше загрозуван железничкиот сообраќај. Значи, прво тоа го се спречи, еве го направене, може да го видите. Потоа, сите длабнатини и пропаднатиот дел од патот, каде што беше уништен и тампонот, не само асфалтот, еве го саниране, тампониране, веќе доаѓа наред делот на кавење, така кажано, или тоа се симпатичните момци, дечки од што ги викат некои алпинисти од хрватска специализирана фирма, која што рачно, буквално се качува на овие косини горе и рачно ги соборува сите карпи што се во нестабилна состојба. Со завршувањето на овој дел ќе се отпочне составање на шипови во карпите, како и заштитни мрежи, посочи Китановски. Бетонирање на истите за да се запре и одронувањето и продорот на водата во самите карпи, која што најголемиот штетник за овие работи и за патиштата е водата, значи целата работа да може да се сопре и за да може крајно да се заштити. После тоа, нормално, целото ова ќе се асфалтира за да се биде функционално. Целова работа по тендерска постапка е рокот е некаде октомври месец 2020 година, но во разговор со изведувачите и потоа ќе го гледаме на терен, мислам дека летово некаде август месец ова ќе биде завршено за добробит на сите патници на овој сообраќајен режим,
за добробит на граѓаните на Велес, кои што гледаме дека овде и спортуваат, џогираат, значи да биде ова безбедно за сите учесници и корисници на оваа патна траса. Градоначалникот Аце Коцевски јавно се заблагодари на Сугаревски и Китановски што го прифатиле овој предлог и што во финансискиот буџет е ставен истиот. Со ова решаваме огромен проблем за граѓаните на Велес и на регионот, ја зголемуваме безбедноста и се разбира и здравјето на сите што го користат овој дел од патот. Има една народна поговорка која вели ако е забавено да не е заборавено, како што кажа директорот Китанов, ова се многу сериозни проекти за кои треба повеќе време за да се реализираат. За жал, дел од нашите сограѓани од разни причини, користејќи често пати говор на омраза со многу навреди, дисквалификации, жестоко атакува врз мене, врз општината, врз државните институции. Времето покажа дека е тоа неоправдано. Добро е што на крајот ќе го решиме проблемот. На крајот, градоначалникот на општина Велес истакна дека тој често доаѓа на увид, иако е инвеститор државното јавно претпријатие за патишта.